Внимание, опасни рудници во најава. Велиме не. Сакам уште еднаш да потенцирам дека Дом остро се спротивставува на отворање нови рудници. Во изминатите години, заедно со граѓаните, се боревме против отворање рудници и ќе продолжиме да се бориме и во иднина. Застанавме против отворање опасни рудници точно пред 4 години на јавна расправа за рудникот Иловица. Вашиот проект представува нешто кое што ќе нанесе трајни загуби и трајни штети на населението од Струмичко и Струмичкиот регион. За прв пат во Македонија се отвори темата за еколошките опасности во рударството. Бевме соочени со најава за 80 нови рудници на 40% од нашата убава земја. Дом јавно се спротивстави и застана на страната на екологијата и здравието, против Казандол, против Иловица, против стариот концепт за бизнис по која било цена, а на штета на здравието и животната средина. Жителите на Валандово, Гевгелија, Богданци, Дојран, Босилово, Новосело беа нанозе во автентични граѓански иницијативи. Референдуми и протести го брануваа југоистокот. Дом ги поддржа и застана заедно со нив и со сите македонски екологисти. Стоп за опасни рудници. Не одат рудниците заедно со производството на храна и туризам. И што ќе добиеме на крајта? Ќе добиеме почва загадена со pH вредност некаде околу 2, 2,5. Тоа ви е исто како она киселината што е во акумулаторот. Можете да ставите во киселина на акумулатор, во сулфурна киселина да ви расте нешто? Не може. Пресови, трибини, јавни дебати за опасноста од површински рудници со цијаниди и сулфурна киселина, за загадување на почвата, водата и на воздухот. Еден од сеизмички најактивните региони во Македонија, што може да доведе до лизгање на земјиштето, пукање на браните и излевање на отровните материјали во полето и градот. Втора опасност што вашата студија за животна средина ја наведува, цитирам, со сигурна веројатност загадување на почвата, атмосферските и подземните води. Трето, загуба на вегетација и живеалишта со сигурна веројатност и нереверзибилност. Исто така, хаварии и инциденти како поплава, пожар, експлозија, истекување на хемикали и слично. Но каде е изненадувањето? Консултантската фирма заклучи дека и покрај сите очекувани ризици, рудникот нема да предизвика голема штета за животната средина. 30 еколошки катастрофи во 25 години низ светот. 2 резолуции на Европскиот парламент, забрана за вакви рудници во многу земји. Затоа најавивме закон за минерални суровини со забрана за цијаниди и сулфурна киселина во површински рудници. Двете пратенички на Дом го напишаа законот, добија поддршка од своји колеги пратеници од разни партии и независни пратеници, но и од 40 невладини еколошки организации. Го бранеа законот на јавна расправа во собранието, на медиуми и дебати на секаде низ Македонија, пред рударското лоби и пред целата македонска јавност. По една година развлекување, законот за минерални суровини со забрана на цијаниди и сулфурна киселина беше изгласан од парламентарното мнозинство на 9 јануари 2019 година. Македонските граѓани се спасија од отворање нови опасни рудници. А што стана со издадените концесии? Договорот за концесија во однос на Казандол, со правен тим го дискутиравме, го разгледувавме и сметаме дека има правен основ по кој што може да се раскине овој договор. По многу протести, маршеви и убедувања, Казандол остана без концесија. Неисполнет договор, клучен аргумент, инспекцијски надзор и слики од лицемество. Постројката не е изградена, а рокот е поминат. Доказот го обезбеди тогашниот прв човек на Државниот инспекторат за животна средина. Покажа што значи чесен човек на важно место. Владата постапи по законот. Валандово, Богданци и Дојран беа спасени. Екологистите славеа. Денеска донесовме одлука за едностран раскин на договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина, бакар, злато и сребро на локалитетот Казандол, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран. Случајот на Иловица имаше сличен расплет. По херојска борба на струмичките екологисти, владата ја одзеде и оваа концесија. Струмичко поле и огражден ечеа од славје. Победа над моќното рударско лоби, победа на аргументите за здрав живот, над профитот на група луѓе. Браво за сите борци што ја бранеа планината од уништување. Но, неодамна се случи чуден пресврт. Случајот Иловица се вплетка во правен лавиринт и пак е нанозе еколошка Македонија. Зашто оваа рударска борба е цела епопеја, со илјадници учесници,
Граѓани, политичари, новинари со лични жртвувања и болки. И оваа борба не е завршена. Опасноста од рудници темне, некој се уште се лаже со приказни за златна треска, а Македонија е мала за големите апетити на рударскиот бизнис. Борбата продолжува.